Ви благодарам, председателка. Почитувана колешка, ќе го поддржиме вашиот амандман, бидејќи сметам конкретно за овај регион, Струшко-Охридскиот е од исклучително значење. Јас вчера имав исто вака сличен амандман, кој што на некој начин ќе значеше заокружување на целокупниот систем, што значи колекторско реализирање на колекторскиот прстен, почнувајќи од Охрид, завршувајќи со Радожда или Треска во Струга. И верувајте ми, го зедоја за зло, вака, значи буквално ме нападнаја тука, мојот колега кој што за жал не е тука, зошто барам средства кога заменик министерката кажа дека се определени средства, не знам толку и толку, како што ви го даде вашето објаснување тука, истото ми го даде мене објаснувањето. Но меѓутоа, почитувана колешки, јас 5 години го поднесувам истиот амандман. 5 години. И 5 години ги добивам истите образложенија дека аман луѓе само што не е почнало да се отпочни со реализација на нешто што е од исклучителна важност за овој Охридско-Струшки регион. Само што не почнала и ги читав сите изјави кои што ги имаше дадено владата, како што премиерот, министерот за животна средина, министерот за транспорт и врски, кој што кажуваат, ево во 2017 година владата што кажува е подготвена во 2017 година да најде решение управувањето на колекторот за прочистување на Охридското езеро да биде изземено од надлежностите на општините, бидејќи истите не пројавиле никаква проактивност во делот на решавањето на овие прашања. Значи во 2017, од 2017 до денес, еве и вие и ние поднесуваме амандмани да се откочи тој процес веќе еднаш нека се седни, значи не е само работата да кажеме декларативно дека еве ние за нешто се залагаме, кога во реалноста истото го нема, не функционира. Вчера имавме една конференција која што беше организирана од ОПСЕ за улогата на собранието во делот на надзорните расправи. И токму за тоа потенциравме како собранието самиот се девалвира во она што значи основна алатка што ја има во однос на надзорот. Да, постоеше надзорна расправа токму по основ на ова за препораките од УНЕСКО од страната на Комисијата за култура, се донесоа заклучоци, тие заклучоци беа испратени до сите релевантни институции кои што требаше да веќе да имаат. При крај требаше тие да бидат со сите оние заклучоци кои што му беа дадени како препорака од собранието, за на некој начин да кажеме да на вистина дека владата има сериозен пристап кон она што значи задржување на статусот на УНЕСКО за овај регион. Ништо, почитувана колешки, ни еден заклучок. Ни еден, а треба веќе да се финишира со заклучоците. Кажуваат дека ништо не се направило во минатиот период, но меѓутоа не е така, бидејќи во делот на изработување на проектната документација има во минатото направено, еве само да најдам, и само тоа требаше да се надогради на некој начин од страна на ресорните институции, бидејќи очигледно општините немаат капацитет за да се справат со овој сериозен проблем и искрено мораме да кажеме дека на вистина е од поширок обем, нема доволно ниту ресурси финансиски, ниту човечки капитал за да можат овој сериозен проблем да биде решен и на крај краишта да се заштити Охридското езеро онака како што треба да се заштити, и затоа треба централната власт посебно да посвети внимание за ова и не само декларативно, него треба на вистина тоа и да се случува. Центарот за развој на југозападниот плански регион, значи уште не знам која година, но меѓутоа мислам дека беше 2010, 2011 или 2011 година, имаше направено студија за собирање и третман на отпадните води по течението на реката Црн Дрим од Струга до Дебар, студија за собирање и третман на отпадните води од градиште до Свети Наум, Охрид, основен проект за изградба на колекторот од Калишта и основен проект за фекална канализација во Вевчани и Струшко со финансиска поддршка од владата на Република Македонија. Изработени документи за високо техничко ниво согласно ЕУ директивите
и беа представувани тогаш во Министерството за животна средина и просторно планирање, и тогаш имавме дури една, како да речам, средба со граѓаните во Радошта за сиот тој пакет од оваа проектна документација да му биде представен, бидејќи имаше сериозни проблеми околу трасата каде треба да се вижи значи трасата на канализацијата во делот на Радошта. Во втората фаза веќе требаше да се пристапи кон надградба на пречистелната станица во Враништа, за кој што 5 пати поред барам да се определат дополнителни средства, за да може барам од некаде да се почни, за да се отпочне овај процес на реализирање. Значи, не дека ништо не се направило, апсолутно дека имало чекори, но каде се кочниците? За жал, еве, ако се постави некое прашање каде што ќе се бара реален одговор, ќе ви се фати за зло, зошто сега го поставуваш тоа прашање, кога еве ви кажа заменичката министерка, се изработи, се одвоени толку средства и така натаму, но бараме конкретен одговор. Дали на вистина во 2020 година, од 2017 година во сите буџети оваа влада ги одвојуваат средствата за отпочнување на колекторскиот систем за прстенот Охридско езеро, дали на вистина конечно ќе отпочне со работа, за да не мора во наредниот период со ребалансот кој што веднаш би се случил после предвремените парламентарни избори, бидејќи овај буџет не може да го издржи овај товар кој што му е наметнат вака како што е концепиран, ќе треба веднаш да има ребаланс на истиот, да немаме исти вакви амандмани кои што веќе срамота е да ги поднесуваме. Благодарам.